Благодарам уште еднаш на присуството. Денешната пресконференција е поврзана со состојбите во Агенцијата за национална безбедност и Министерството за внатрешни работи. Имено Агенцијата за национална безбедност наместо државна институција е претворена во партиско-приватна институција која е подредена за личните и партиски интереси. Пред еден месец јавно истакнав дека АНБ се злоупотребува и дека се врши прислушкување и следење на врвот на опозицијата. На тоа нема никаков демант, ниту реакција. Напротив, АНБ мистериозно знае кој каде оди и со кого комуницира од врвот на ВМРО ДПМН. Ние сме следени со месеци, затоа имаме кредибилни информации, а можеби и со години. Најдобар доказ се пропустите во низа и затоа јасно велам, законот за АНБ е добар, но имплементацијата е катастрофална. Во однос на имплементацијата недостасуваат два клучни елементи. Првиот е внатрешната контрола и вториот е департизацијата преку тестирањето на полиграф на вработените во службата. 15 месеци не се спроведува членот 53 членот 54 од законот за АНБ. Со неименување на шеф на внатрешна контрола има отсуство на надзор врз мерките кои АНБ ги спроведува против опозицијата како испитување на конкретни случаи како оној со Онишченко. Кој сега, во отсуство на шеф на внатрешна контрола, ќе изготви водреден извештај за пропустите во вршењето на безбедносната проверка? Да ве потсетам дека така почна сударот во безбедносните служби, кога СДСМ реши да не направи кворум на својот директор Виктор Димовски на седницата за контрола на работата на АНБ и ЈАРА, кога требаше да се избере директор за внатрешна контрола, затоа што веројатно клановите во рамки на СДСМ кои што сакат да ја контролираат АНБ не може да се договорат помеѓу себе. Така АНБ 14 месеци нема директор за внатрешна контрола и никој не го спроведува контролирањето во АНБ, иако тоа е клучен сегмент и не случајно Собраниската комисија дава дозвола за предлогот. 3 години Димовски не го спроведува и членот 67 став 1 алинеја 7, кој се однесува на задолжително полиграфско тестирање врз вработените во АНБ, што е основен законски услов да се стекне работен однос во службата. 3 години нема одговор колку од 381 вработен во АНБ поминале полиграфско тестирање за проверка на професионалниот интегритет, а колку се покажале недостојни за вршење на службата заради негативен полиграф. А овие денови АНБ и Виктор Димовски приредуваат уште еден скандал со бегалецот Онишченко. Виктор Димовски и Оливер Спасовски треба понесат одговорност за давањето на македонско државјанство на белосветскиот криминалец, украинецот Онишченко, кој на црната листа на Соединетите американски држави, а по кој официјално трага и Украина. Никакви суспензии на службеници не може да ја трнат вината од Спасовски и Димовски. Покрај тоа што Онишченко е на црната листа на САД, тој е лице по кој има потерница од страна на Украина, имено на веб сајтот на Министерството за внатрешни работи на Украина стои името и податоците токму на ова лице. Овие податоци морало да бидат проверени од АНБ и Министерството за внатрешни работи. И Спасовски не може да избега од одговорност, исто како што не може да избега од одговорност за издадените пасоши на шкелјарците Седат Пекар и редица други белосветски криминалци кои што гледаме се убиваат помеѓу себе со македонски пасоши. Очигледно, Оливер Спасовски преферира лица кои се на црната листа на Соединетите американски држави за бизнис соработка, како што е големиот скандал кој што го изнесува во јавноста, за соработка со фирмата Infinity на синот на Додик. Оливер Спасовски, како министер за внатрешни работи, директно ја загрозува нашата, но и безбедноста на нашите сојузници од НАТО и Европската Унија. Спасовски не може да бега од одговорност. Очекуваме институциите да реагираат со одземање на државјанството на Онишченко, а Спасовски и Димовски да поднесат оставка. Не може македонските безбедносни служби, наместо за сузбивање на криминалот, заштита на уставно-правниот поредок на Македонија, да се користат за подршка и логистика на белосветски мафијаши. Ви благодарам, повелете ако има прашање. Да? Првото е околу тоа дека АНБ ја следи опозицијата. Точно директорот на АНБ Виктор Димовски минатата недела
негираше такво нешто, дури се закани со кривични пријави кон пратеник од ВМРО-ДПМН, кој што издал информации околу декари, околу двајца оперативци кои наводно сте ги виделе на терен, додека го следеле вашиот лидер. Дали, како е доживувате оваа негова изјава? И второ, околу комисијата за отчет на Димовски, таму се случи еден безбедносен пропуск, до сега е причина оваа комисија да не работи. Собранискиот спикер Џафери вели дека нема да има комисија се додека не се открие која била причината за ваквиот безбедносен пропуск. Тоа како го толкувате, односно дали е можно некакво одложување на намерно одложување на работата на комисијата, бидејќи обвинувате и барате одговорност по овој директор на АНБ? Прво, во однос на следењето, да имаше АНБ директор за внатрешна контрола, ќе можеше да побара соодветната собраниска комисија испитување на работата на АНБ за точно да се утврди кој и зошто физички е следен од страна на опозицијата. Во однос на обвинувањата кон пратеникот Ковачки, тоа е нормално во Македонија, наместо джелато да одговара жртвата, па не е проблем што тие окршат законот, проблем е што некој изнесува во јавност дека законот е прекршен. Иначе точно е дека во Прилеп имаше сериозни сомнежи дека бевме следени, бевме во посета на Прилеп и претседателот на партијата и јас. Во однос на работата на собранието, ќе ми дозволите можеби прв пат ова ќе оди во јавност. Јас се сомневам дека целиот инцидент во петокот беше инсцениран. Затоа што немаше друг начин да се спречи работата на соодветната комисија за надзор, освен да се инсценира инцидент, а после тоа да имаме ваков заклучок во кој што меѓу себе треба да се контролираат оние кои што окршат законот. Имено, претседателот на собранието, кој што е владеачкото мнозинство, вели дека нема да продолжи комисијата која што ја води опозицијата, се додека не се заврши истрагата и извештајот која што ја води Министерството за внатрешни работи, која што ја води министер исто така од владеачкото мнозинство, па теоретски може истрагата да трае 2 години и тоа значи дека 2 години нема да има комисија. Што само потврдува дека продолжуваат да ги злоупотребуваат институциите и се плашат од вистината. Дали има други прашања? Да. Барате оставка од директорот на АНБ, а премиерот пред неколку дена кажа дека веќе е во процедура како се вели нов директор, изборот на новиот директор. Сепак Димовски заминува за Франција како амбасадор. Што подразбирате под оставка? Да се повлече од амбасадорската функција? Тука има два моменти. Прво, во однос на избор на директор на АНБ, постапката за избор на директор на АНБ трае 6 до 7 месеци вкупно до сега. Единствената причина зашто до сега не е избран нов директор на АНБ е затоа што постои клановска битка во рамки пред на владеачката СДСМ, кој од клановите таму ќе наметне свој директор на Агенцијата за национална безбедност. Еден клан е близок до министерот за внатрешни, друг клан е близок до генералниот секретар на СДСМ, трет клан е близок до поранешниот премиер, четврти клан е близок до актуелниот премиер. 4 клана се борат во рамки на СДСМ кој да наметне директор на АНБ и затоа му го направија тоа понижување кое што му го направија на Виктор Димовски, да дојде на комисија за контрола на АНБ Јара, да предложи директор за внатрешна контрола и СДСМ, на која што партија и тој е член, бил и функционер во СДСМ, да не му направи кворум на Собраниската комисија, што е прв пат во историја на собрание, мнозинството само на себе да не си прави кворум. Тоа е во однос на изборот на директор на АНБ. Во однос на оставката, тој се уште е актуелен директор. Оставка во политика е морален чин. Дури и да знаете дека мандатот ви завршува за 5 дена, ако денес направите грешка, треба да поднесете оставка затоа што тоа е чисто морален чин. Во однос на испраќање за амбасадор во Франција, се надевам дека ќе има доблест и Министерството за внатрешни работи и кандидатот за амбасадор да ја отворат за јавност Комисијата за надворешни работи. Не гледам што има тајно во амбасадорување во Франција, па да заеднички поразговараме дали одговара или не одговара да биде амбасадор во Франција. Благодарам. Да. Други прашања? Да. Само да го уклучам. Во однос на украинецот нели кој добил македонско државјанство, факт е дека тој човек е на црната листа на Соединетите американски држави поради мешање во изборните процеси во Америка. Знаеме дека излева сериозни анализи дека Русија стои позади тоа. Овој скандал влегува во екот на руско-украинската војна. Дали сметате дека може би македонските
Па, доколку би сакал да ви дадам одговор кој што политички ќе одговара најмногу на мојата политичка партија, би ви рекол да, но би кажал што реално мислам, а мислам дека не се под никакво влијание, туку се неспособни и корумпирани. И тоа за еден систем е полошо од било какво влијание. Затоа што влијанијата врз безбедносните служби најчесто се случуваат преку корупција. И најчесто оние кои што сакаат да извршат влијание врз безбедносните служби, тоа го прават многу почесто врз коруптивни методи, а многу поретко врз идеолошки принципи и сваќања на службениците во безбедносните служби. Тоа се двата начини на кои што може да се влијае. Во Македонија мислам дека причината зошто се прават вакви грешки е корупцијата од секаков вид и неспособноста. Корупција е и да не спроведете полиграф, затоа што на тој начин не знаете кој од вработените во службата исполнува и не исполнува услови. Не случајно е тој систем воведен. Корупција е и тие кои што работат во службата најмалце се занимаваат со работата на службата, многу повеќе се занимаваат со лични бизниси, со рекетирање на бизнисмени по градов или со следење на опозиција. Корупција е да примат награда за да замижат за нешто. Јас сум убеден дека корупцијата и неспособноста е причината за овој скандал. Ви благодарам на сите. Благодарам на присуството.